Добро вечер уште еднаш, значи следува дебатата која ја нарековме случај висококатница во општина Аеродром. И да не губам премногу време, јас веднаш би ги представила гостите. До мене веднаш е Искра Маноиловска, активист од невладината Сакам Аеродром да дише. Тука е инвеститорот нова висококатница Фатмир Етеми, архитект Оливија Мојсова, архитект на висококатницава, така. Студиото е. Така, и тука е мојот колега Христијан Баневски, кој многу повеќе, да речеме, навлезен во целиот случај, бидејќи секојдневно е на релација телевизијата Општина Аеродром. Денеска што имаше седница на Советот? Да, денеска беше вонредната седница на Советот на Општина Аеродром, на која што всушност активистите кои што ги покани Златко Марин не се појавија, ја одбија практично неговата покана, бидејќи се сомнева во неговите намери. Меѓутоа не ја одбија нашата покана за да се соочат со господинот Етеми кој што е инвеститор и дури Искра немаше проблем да дојде сама, иако нели оставивме можност за дури двајца членови од здруженијето. Да, ќе дојде од здруженијето и еден архитект. Да. Довербата беше препуштена на мене. Да, меѓутоа ете Искра е тука да ги брани ставовите на здруженијето, меѓутоа денеска очигледна беше тензичната атмосфера во која што се одржа оваа седница, сепак бидејќи не изостанаа политичките препукувања помеѓу партиите, што очигледно им дое преку глава на граѓаните кои што кога земаа збор им рекоа не сакаме да ве слушаме вас, сакаме да чуеме решение за нашиот конкретен проблем, меѓутоа тоа ќе можеме да го погледнеме подетално. Така, но граѓани имаше прилогот, да, тие беа неформално организирани. Ќе го погледнеме прилогот со сите детали, па ќе се вратиме и ќе продолжиме со дискусијата. Да го видиме. Ново формираното партиципативно тело за урбанизам ќе се бори со градежниот хаос во општина Аеродром. Ќе биде составено од 9 членови и тоа еден од редовите на Советот на општината, двајца по предлог на местните заедници, двајца по предлог на граѓански здруженија, двајца стручњаци по урбанизам, двајца од редовите на општинската администрација. Овој заклучок едногласно го поддржаа советниците на општина Аеродром на вонредната седница свикана поради граѓанскиот револт од стартот на изградбата на деветкатницата кај Мајчин дом. Но ваквиот епилог следуваше подолга расправија помеѓу власта и опозицијата за тоа кој бил виновен што на таа локација ќе никне зграда. Граѓаните револтирани од безпредметната дебата им порачаа на локалните власти да не се однесуваат како на пазар, туку да им кажат како ќе им ги решат проблемите. Си прекупувате и си терате тука партиски агенди, плати добивате од нас кои што си ги плаќаме тука комуналите честно и фер, така да мислам дека треба да се борите сите заедно за интересите на општината, не за интересите на ВМРО, СДСМ или не знам на кого. Тоа денеска воопшто не добив таков печаток и страшно сум разочарана. Ваквата реакција на граѓаните кои во голем број беа заинтересирани да ги слушнат опциите на локалната власт следуваше подолгите меѓусебни препукувања на советниците кои најдоа простор да го критикуваат дури и договорот со Грција. Нели, вие се залагате за многу почитна животна средина, дека вие вака, вие така. Година, дена, кружниот тек, прашина си на голте и тие луѓе, јас таму работам. Насекаде купишта, песок, чакал, земја. Држете се на точката, точно се знае зашто се однесува точката на оваа вонредна седница. Не го прекинавте господинот која зборуваше конкретно за тој дух. Не, за многу други духови. За 40 години. Не, сакаме да бидеме коректни реални. Партиската реторика на советниците им дојде преку глава на присутните граѓани, бидејќи тие беа загрижени што ќе се случи по истекот на привремената забрана за градење. Едно од прашањата до градоначалникот Марин беше дали на вистина има намера трајно да ја запре изградбата. Знаеме дека сите се инволвирани, знаеме дека видовници има на сите страни, нас тоа како представници на граѓаните не ни интересира. Сакаме да слушнеме кој е решение, предното решение, затоа што за 10 дена истекува забраната за градење. Моментално тамо се уште има полиција и тоа е нејасно што чува. Старавите. Градоначалникот Марин пак и натаму убедува дека е на страната на граѓаните и тврди дека ќе направи се што е во негова моќ да спречи деветкатницата да никне кај Мајчин дом. Сите овие градби што ги гледаме се донесени во дубовите што ВМРО ДПМН не ги гласаше. Ние говориме сега за овој проблем. И за овој проблем што го спорихте вие, ама јас со граѓаните ги гледам да го решам. За разлика од вас, кога беше многу полесно решлив, чутевте, дојдовте од дека дигнавте два прста.
и после ми слеговте низ задната врата во општината зашто не можевте да се судите со граѓаните. По бурниот протест пред градилиштето, општината издаде забрана за градење поради констатирани неправилности на терен и тоа во траење од 15 дена. Ова беше единствената можност која Марин ја искористи да се купи време за преговори, но како ќе ги задоволи и граѓаните кои се категорични против изградбата на деветкатницата и инвеститорот кој најава тужби поради милионските загуби кои му се закануваат доколку не продолжи со изградба. Така, мислам дека со сосема легитимно прво прашање го завршивме прилогот со кој што би можеле да им го поставиме на нашите соговорници. Па да почнеме со инвеститорот, господин. Како може да ги задоволи Марин двете страни кога вие тврдите дека односно најавувате тужби бидејќи трпите веќе загуби финансиски поради тоа што не градите? На дебатава е дали можеме да најдеме некакво решение во интерес на сите. Градоначалникот рече дека работи во интерес на граѓаните. Вие апсолутно работите во свој интерес. Така излага кога го слушаме. Јас како стар фирмаџија во Македонија, околу 30 години водам фирма, значи долго време со целото моје семејство. Многу сме одговорни во водење на фирмата и секогаш се трудиме максимално да ги почитуваме сите правила и прописи во Република Македонија. Конкретно во овој случај ние сме ги запазиле сите норми, почнувајќи од купување на локацијата што сме дале огромна на сума пари. Значи точно од локацијата е купена 3 милиона евра, а не е точно дека 2 милиона и 700 како што кажува градоначалникот. После тоа сме платиле комунали 2 милиона евра, што е многу висок процент. Сме направиле проект архитектура, статика, машинство, водовод, канализација, сите фази. Мислење позитивно сме земале, 18 мислења позитивни имаме од многу органи, вклучувајќи го ИЗИС, вклучувајќи го Билд, куќата што го проектирал деталниот урбанистички план И010. Значи сите законски норми сме ги запазиле. После тоа ние сме добиле одобрение за градба што е правосилно. Колку време траат сите овие процедури? Ова процедура, да ви кажам, траеше 3-4 месеци додека земав одобрение за градба. И од одобрението за градба што сме го добиле, треба правосилно да стане за 15 дена. Одобрението општина Аеродром го продолжи за 20 дена, иако што беше одобрението огласено во јавни гласила и никој не се жалеше до тоа време додека стане правосилно. Значи правосилноста сме ја земале по 20-тиот ден, што и тоа не е коректно од страна на општина Аеродром, бидејќи 15 ден изменува, нема жалби, се удира печат. Изгледа општина Аеродром едва чекаше некој да се жали да не стане правосилно. Мина 20 дена и земавме правосилно одобрение за градба. Така, револтот изби кога вие практично ги донесовте градежните машинери, односно кога веќе почнавте да градите, иако дозволата, како што и денеска кажа градоначалникот, било неизбежно да ви биде дадена, бидејќи сите процедури од ваша страна биле запазени. Така што кога тој ќе каже дека ќе направи се што може за да даде решение, што е тоа? Постои ли некакво решение? Вие сте во чест контакт со градоначалникот, барем тој така тврди. Нормално, он ме повика пред да ни дава ова решение за прекин на работа, но сигурно ние имаме спротивставени мислења. Јас сум ги почитувал сите законски процедури. Значи, ако се забрани ова, вие ќе тужите, тоа не е спорно, Сигурно, така? сигурно. Ја имам добар тим на адвокати и сум одличен познавач на имотно-правни работи, урбанизмот, детални урбанистички плани, да не ви кажам, доктор сум на науки за овие постапки. Значи, долго време сум во овој бизнис и секогаш нема да давам причина некој ова одобрение да има мала можност да го поништат. Значи, правосилно одобрение за градба со сите запазени законски процедури и постапки не може да поништи општина. Така. Тоа е кривично дело. Одобрение за градба може да поништи само управен суд во управна постапка. Ние додека сме стигле за ова одобрение, верувајте ми, многу фази сме ги поминале. Почнувајќи од уплата на надоместок на уредување на градежно земјиште за град Скопје и за општина Аеродром. Да ја чуеме сега Искра. Дали после се во ова, кога целиот проект е дојден во оваа фаза, а оваа фаза значи ако се прекине правни судски постапки и оштети,
Дали сметате дека е овој моментот за ваков еден бунт на граѓаните, а и сите граѓани во градот сакаме да дишаме и се буниме често на дека стварно никнуваат премногу високоградни. Но дали во оваа фаза Е рационално. точно? Најнапред би сакала да се заблагодарам за издвоениот телевизиски простор, бидејќи јас оваа битка за аеродром ја започнав уште во 2016 година и јас не верувам во случајности, мислам дека се случува со причина. На првата пресконференција која што јас ја свикав за медиумите присуствуваше Христијан Бановски како репортер од 24 телевизија и Петар Клинчарски, кој што во тоа време беше новинар од Телма, само 2 телевизии го покрија тој прес, тоа беше во времето уште пред шарената револуција и сметам дека ова е голем чекор напред за македонските граѓани, што веќе имаме простор во студио да седнеме и да разговараме со инвеститорот, со архитектот и со вас како новинари. Нормално дека никој не би сакал да дојде целиот овој процес во толку доцен стадиум. Меѓутоа, гледате, господинот инвеститор вели дека целата оваа процедура покажува тука документи со месеци, 3 месеци тој чекал, се вртал во тие нели правни лавиринти, а ние дознаваме дека тоа место ќе се гради во понеделникот кога беа поставени тарабите на лице место. Но што се случува дуповите кои се носат, па јавни распредели? Мислам дека сите ние како граѓани си ги преспиваме. И кога ќе дојдат багирите, може би всушност овој момент политичките партии го искористија како џокер за политички поени меѓу себе, затоа што можеби да имаше поголема транспарентност, можеби немаше да дојде до ваква бурна реакција сега кога сме веќе пред свршен чин, да не речем. Ви благодарам за прашањето. Дуповите се носат од општината, меѓутоа претходно се презентираат на јавна презентација во општински канцеларии, низ цел аеродром. Тоа иде така. И тоа беше скандалозен еден процес. Тоа беше 2016 со викање полиција. Кога беа избркани дури новинарите, мислам дека беше таков случај. Да, 24 телевизија. И во општина Центар нешто имаше Ноке се менуваат. И тогаш, во 2016 година, кога на власт беше Ивица Конавски, тој беше градоначалник, за спорната парцела кај Мајчин дом, тогаш не се знаеше точно кој е газда, меѓутоа се шпекулираше дека Урце Камчев, иако тој никогаш како вас не излезе јавно да каже дека да, моја е земјиштото. Ние уште тогаш се бунавме, уште тогаш си купавме представи и правевме протести. Господинот е станува собственик, таму имаме промена на собственост. Да. Ние во тоа време виде градоначалникот и виде општинарите дека се собра голем граѓански револт. Тоа беше неколку недели пред почеток на шарената револуција, значи видоа дека граѓанството е зрело за протест и дека веќе нешто ќе се случува, дека некаков бунт ќе избија. И тие употреба една финта која што сега градоначалникот Златко Марин се обидува да ја направи. Тие го повлекоа тогашниот ДУП на доработка и на измена, најдоа некоја мана, како сега на вас што ви најдоа мана дека фала, не знам, пресоблакувални за работниците или тоалети, значи тогаш најдоа мана дека некоја улица била погрешно изведена во тој ДУП. Зашто никој до ден денешен, колку што ја знам, не сноси одговорност зашто погрешно ДУПот го изработил. На страна што граѓаните се бунат, па уште и погрешно го изработила ДУПот, замислете. Го повлека. Знаете ли што се случи? Мене тогаш почна другари да се јавуваат: браво Искра, супер си, успеа, го победи Ивица. А уствари Ивица направи финта, значи одложи на месец дена, потоа повторно се го донесе ДУПот. И заради овие причини ја одбивте денешната покана. Баш така, не можам 2 пати да се изгорам на истиот оган, бидејќи знам кога откако знам за себе, штом се соберат граѓани да протестираат пред собрание, пред влада, политичарите ќе излезат и ќе речат: пратете ни 20 представници, ние ќе разговараме со вас на иста маса и мислите дека работата е завршена, луѓето ќе се разменат. А дали ти како активист на овие протести всушност забележа она за што и се обвинуваше дека имало инфилтрирани лица за да ги направат овие инциденти кои што се случија врз градилиштето, особено советници од претходната гарнитура на ВМРО ДПМН? Она што е очигледно видов. Ета, таа лекција во граѓански активизам не ја научивме, повторно гледам за окружени лица. Кругчиња прочитав на еден портал дека советникот минатата власт кој што гласал за тој ДУП се појавува. Тројца советници од минатиот состав што го гласале ДУПот, што е без преседан, тоа е најголеме лицемере. Да. И на штета на инвеститорите домашни, што гласале сега да излегуваат да протестираат и да организираат насилни протести, да плаќат по 50 евра, 100 евра на 4-5 активисти таму, навијачи, и да случат тој. Имате сознание дека плаќале некои? Значи јас сум стар скопјанец, имам многу пријатели. Значи пријатели имам и во таа групација на партија што протестира, што еднаш го изгласа. Значи толку големо лицемерие
на штета на нашите инвеститори и да ја злоупотребат масата, невладините организации, само да добијат политички поени. Доста више политичките партии со пресметки на штета на нашите инвеститори. Еден инвеститор ќе дојде од странство за €1.000.000, што ќе инвестира цела влада, сите ќе станат, мирно ќе ги чекат. 300 бенефиции имат, нашите инвеститори од Македонија, домашните, само ги тероризират, даноци плаќаме, огромни суми, се грижиме, сме општествени одговорни за ова општество и на крај пак не тероризира само заради политички. Затоа на дебатава немаме политичари, ние викнавме. Така, бидејќи името на организацијата сакаме аеродром да дише, меѓутоа вие тврдите дека вашиот проект всушност нема да загадува животната средина, дека ќе биде еколошки, меѓутоа околу тоа повеќе може да ни објасни предпоставам проектантот и архитект Оливија. Јас само би замолила. Да, веќе ги имаме материјалите да го Господјата Мојсова режијата може. донесе некоја снимка како би изгледала зградата, значи режијата додека ни објаснува, Оливија може да ода тие снимки. Значи, за историјатот на претходната локација, како дошла каве, не би сакала да зборувам, нити па било какви, ние сме надвор од политика, ние ниту сте инволвирани во тој процес, сме инволвирани. Значи, нашиот процес, да го појаснам како почнува, општината е извршен орган што треба да ги спроведува дуповите и да ги реализира, а ние сме извршно тело на инвеститорот кај што добиваме програмска задача која што треба да ја реализираме. И тоа се трудиме да го направиме на најдобар можен начин. Значи и ние сме аеродром да дише и секоја општина да дише, не само аеродром, затоа проектот е направен така да не е искористена максималната површина која што е дозволена. Значи, дозволени се 20.000 бруто, искористени се 14. Значи, повлечен... Дополнително коригиравте или... Не, почеток. Значи, инвеститорот има дозвола да направи многу поголема квадратура. Се откажува од голем дел од од профитот за да се добие една разиграна структура која што ќе се одвои од она, како да кажам, војничка, строга структура што е во аеродром и каде што се сите згради една на друга слични. Наполитанки. Наполитанки. Околу енергетската ефикасност на... Значи сите параметри се дозволени, се задоволени. Енергетска ефикасност, зеленило е ставено и на нивото на првиот кат и на последниот кат. Зелени градини по само на една од трите парцели кои што се всушност во тој дел, останатите две не имаат дозвола, односно не се ниту со маркичка за градење за разлика од оваа една парцела и вие дури имате плани со тие две парцели, меѓутоа не згради, туку зеленило. Зеленило. Значи зеленило овдека во овој дел на аеродром изобилува, а тоа зеленило што ние го покриваме со зграда, го компензираме во горните делови на објектот, на кровот, на нивото на првиот кат, над приземјето и по вертикала. Значи, покушаваме да направиме нешто што нема да ја загрози животната средина на аеродром. Дека нешто може да се врати назад, јас не верувам. Господинот Етеми ми рече пред емисијата дека студирал биологија. Искре новинар во моментов. Политички науки студирала. Како биолог, веројатно се грижите за животната средина. Сигурно внимавам и како основна професија, зашто сум бил професор по биологија и магистратура сум имал во околината на Скопје, екологија на околината на Скопје заедно со саламандра макулоса, им беше тема за диплома и доста многу сме учеле во таа тема и секоја што ви влегува во крв да се грижи за околината. Затоа ние сме правиле екозграда со вертикална и хоризонтална градина. Во Македонија не може да најдеш таква зграда. Значи, тоа зеленило што ние во проектот и така сме го поминале во одобрение за градба, тој многу скап проект е за да се направи зграда со толку зеленило. Ние во нашата парцела, тука имаме две парцели и третата е на мајчин дом што е странично. Од тие три парцели што се, само во едната парцела се прави зграда и не во цела парцела. Целата парцела е 3600 квадрати, од кои
Основата на зградата е околу 1900-2000 квадрати, каде што другиот дел е цело со зеленило. И другата парцела е наша исто така што нема да градиме овде и тука планираме околу мајчин дом да правиме зеленило дополнително. Ја купивте парцелата за да правите зеленило, а веќе е зелена таа парцела. Не, така беше во објава, бидејќи јас локацијата сум ја купил на лицитација од една приватна без наша маркичка банка. парцелата за градење, значи Да, само без една од маркичка трите за парцели градење. има маркичка за Без деветкатницата. маркичка, да, но- Искра, тука има и следното прашање. Дали и колку гаранцијата за една ваква одржливост и гаранција за заштита на околината ќе ги смири страстите на активистите? Ич. Не? Не може да се игра фудбал на таа зграда. Тоа е најголемата болка на аеродромци, бидејќи господинот е во право кога вели дека тоа е сопственик на таа парцела, на тој имот. Меѓутоа, ливадата како ливада е наша на аеродромци. Тоа е тоа што боли. Например, се гради исто така нели до железничка станица кај Маџар Мала, голема зграда. За таа зграда никој не се буни. Знаете зошто? Затоа што на тоа место во минатото, вие сте повозрасни, можеби знаете, имало зграда. До 80 и некоја година на истото тоа место имало зграда, па потоа не знам зашто била срушена и ве се повторно се гради. Каде течела вода, пак ќе тече. На оваа парцела кај мајчин дом никогаш не имало зграда. Таму секогаш фудбал сме си играла, сме ги шетала кучињата, сме трчала. Затоа е болката на аеродромци и на активистите, затоа е толку голем револт. Нешто ќе кажам тука. Отуѓувањето на земјиштето бидејќи ако го Нешто ќе погледнеме кажам тука. историјата. Значи, во аеродром, ако гледаме уназад, ниједна зграда немало. Значи, јас сум стан Скопје, за аеродром било се мочуралиште. Значи, ако се оградиме, излезе требаше... во иста зграда сме Во иста живееле, зграда. јас Значи, порано ако не и градиме, не Искра градиме. во аеродром. И втора работа, ако сме искрени крај, значи, ние не сакаме да ја уништиме околината, напротив, ние затоа сме го намалиле габаритот на зградата, квадратурите што губиме милионски суми. Многу скапо е платена локацијата и да ја намалиш квадратурата, верувај ми, многу тешко е и болно е. Но ако го гледате дупот и 010, овде во ова локација има ливади многу. Ме разбираш? Не е само ова. А за фудбал, за игралиште треба да играте од општината да ви прави игралиште, а не во туѓ имот. Тоа е наш имот. Уставно, елементарно уставно загарантирано право е имотот. Свето право ти е. Имотот не може да ти го одземе никој. Да, можеби револтот на активистите извира поради отуѓувањето на земјиштето кое што некогаш Втора според работа. информациите Случува. било државно, Ако споредуваме планови, подоцна според Ако- информациите кои што Тоа беа 90-тите тоа уште Да, се било затоа дадено било, на локалните дали во власти, оваа да. фаза кога е дојдено, треба да има ваков расплет. Затоа што сето тоа чини пари, ние секогаш говориме, нели, со народни пари се плаќаат глупости А и се. очигледно е дека се може да биде само одложена реакција, ништо друго, бидејќи ќе помине еве забраната. Овие 10 дена ќе истечат, дури и порано може да ви ја тргнат забраната доколку ги обезбедите условите. апсолутно, ние денеска општината сме правиле приговор во тоа што ни го прекина работа, бидејќи ние имаме огромни трошоци. Месечна кредит имаме 183.000 евра, месечна рата имаме. Доколку ние не работиме 3 месеци, фирмата ќе банкротира. 30 години што создаваме капитал и фирма, за една забрана спротивно закон што ни го дават, за оградата не сме ја ставале добро, што и тука имаме приговор, иако што ќе правиме како што кажува општината, ја померевме оградата за таму еден дел и што рече колешката од другата страна Искра дека вециња нема за работниците, не знам што. Тие се на друг начин се организираме, више имаме тие подвижни вециња што се. Значи не ни е проблемот таму, значи ние ги запазуваме нормите и верувајте ми, секој ден трпиме огромни штети. Ние сме колатерална штета што некој се меѓусебно се пропукува. Ако ги споредуваме плановете и 10 или дупот црква, треба да бидеме искрени и ова невладината организација аеродром сака да дише. Сите сакаме да дишеме. Овде колку е густи згради имаме и немаме никаква реакција. Овде немаме ни една зграда околу мојата зграда. Ни една зграда немаме. И ние иако што немаме, ние да намалуваме кабаритот на зграда, намалуваме квадратури, даваме гаранција со нотарски договор, со извршни клаузули до невладината организација, со подпис на нотар дека ние ќе инвестираме во зеленило површински 2 пати повише од ова ливада тука што е. Значи тоа верувајте голема гаранција, голема инвестиција за нас, но ова ние прво го правиме за нас, зашто ние така сме воспитани да не правиме штета во околината, туку да правиме
убави дела и да бидеме одговорни општествени, не само да гледаме профит. Јас мислам сега да не биде Да, дека за една лива да, да се да, дига толку да. живеат. Народот, мислам дека и граѓаниве на Скопје навистина чувствуваат револт со една невидена во последниве години се изградија толку висококатници да човек не знам, се губи и од зеленилотице и Особено начинот на кој се носат промените во и постои една плановите. сензибилност на тој план. Значи, ние сега говориме за конкретниот случај, за кој ја во овој момент, во оваа фаза што е дојдено, не знам што да кажам, дали да плаќаме... Дали може да реплицирам? Секако дека може. Ме прозвавте, нели овде ги наредија како наполитанки. Така е. Фамузните наполитанки ги наредија. Јас прв пат почнав да се бунам кога дознав во тоа време од Слободен печат имаше Весна Дамчевска еден текст напишано за нови 30 на згради во аеродром и тоа јас од Весна Дамчевска дознав дека нејзиниот извор всушност не бил некој од советниците од тогашната опозицијска СДСМ, туку некој од помалите опозицијски партии, дали ЛДП, дали некоја таква. И тука мене уште од старт ми беше сумнително зошто опозиционерите, советниците на СДСМ во тоа време не крена глас да кажат. Зошто ние тоа дознаваме? стокатниците... Тоа беше, ја уште малолетна сум била тоа конкретно зошто јас тогаш прв пат почнав да се бунам затоа што ќе мине пред зграда. Планираа да го срушат паркот во кој што израснав, да направат улица, која што ќе биде сервисна и ќе биде во служба на новите згради кои што планираат да ги градат до Вардар. Веќе сум лично засегната. Да, општина Аеродром е една целина, меѓутоа и ние внатре во општина Аеродром имаме многу населби, Острово, Мичурин, Јане Сандански, Три бисери, ние сите сме како да на еден вид на квартови. Значи, тие наполитанки не се во Острово. Така, Оливија... Зградава врти као висококатница. Девет- Зградава е 9 Не. ката. приземје 8 ката и поткровје. Од другата А страна другата страна? сите се приземје 9 ката и поткровје, 10 ката и поткровје. Меѓутоа, Повисоки тука се прави другите една згради. И станува забуда. збор за стамбено деловен комплекс, и претпоставам бидејќи поради тоа што е донесен дупкаво, што е донесен, е значаен комплексот за околината. Односно, од кое значење, од какво значење е вашиот комплекс за околината, освен што гарантирате дека ќе изградите зеленило двојно повеќе од колку што веќе има? Тоа е стамбено деловна зграда, во приземјето има голем стамбен простор и деловен простор и некатовите се станови комерцијални, така да меѓутоа се обогатени со зелени површини. Од значење, мислам дека значење за секоја улица, како што е овој булевар, е добро да има еден фронт покрај улицата. И во тој смисол, мислам дека оваа зграда може да ја разубави Јане Сандански. Оливија, едно ме интересира. Се градат, нели, високоградби и во другите општини. Дали канализацијската мрежа може да издржи правена, да речеме, за 100 луѓе да живеат, наеднаш 1000 луѓе. Ние имаме проблем, се излеваат шахтите при секој дожд. Тоа е проблем на градските власти што треба да ја решат инфраструктурата пред да почнат да ги прават урбанистичките планови. Значи има општини кои што мирисаат заради несоодветна Плоштадот ни мириса, инфраструктура. многу Плоштадот напријатно. ни мириса, точно. Меѓутоа аеродром, пошто е релативно нова населба, брзо Да, се да. гради и во аеродром се гради колку што се гради во една третина од Македонија. Значи на таква градба претпоставувам дека се мисли и на инфраструктурата. Тоа се прашања за планерите. Искра, вашите активности, освен тоа, се во насока на загадувањето кое што следува. А веќе им денови можеме да забележиме во аеродром дека нивото на PM честички, особено во ноќните часови, се зголемува. За жал, се повеќе и повеќе и се плашиме дека и со секоја нова градба која што се гради во моментов, ја тоа што сум го видела, освен спорнава парцела, уште 2 места се гради во Острово до дисконтинексот и Порта Аеродром. Сега уште и ова градилиште кога ќе почне да се гради ќе биде неподносливо. Мислам дека градбите не загадуваат. Не газадуваат. Не криваат прашина, тоа не го дишаме ние. Не, сега ќе ви објасним. Значи загадувањето Загадувањето ќе во барате на друга Скопје страна. не е од зградите. Само Што е? ја ви гарантирам дека најмалку од процентуално најмалку загадување од градилиштата.
туку што е загадувањето? Загадува прво Скопје е котлина, дупка е, и затоа првиот проблем нема струење на воздух доволно како другите градови што се во поголема надворска висина. Друг проблем е бидејќи во Скопје, во аеродром, например, имаш вардариште што го загадува воздухот. Во аеродром сите фабрики што се околу индустријската зона, со оџаците на Тето, на другите фабрики што се, тие загадуваат воздух. Ново Лисиче се Ново Лисиче исто така. Значи, дрва. или тие не знам куќите што се градат зимен период со дрва, затоа треба гасификација што побрзо на градот Скопје. Градбите што загадуваат, например? Кажете ми, конкретно, ние бетонираме... Строењето на воздухот се Мислиш попречно. прав, така? Не право. Да, во Право. процес на Ние изградба. додека работиме, но и додека копаме, например, таму е песок. Од песокот нема толку прашина и ние секогаш наводнуваме со нашите луѓе да нема прашина. Може да ги следите нашите објекти во Скопје, значи имаме посебна служба што се грижи за таа работа. Значи во целиот процес на загадување на Скопје, градилиштата најмалку загадуваат. И во аеродром што сакам да кажам што треба да се знае и вие како невладина организација треба да сте поискрени. Прошлиот мандат во општина Аеродром се граделе околу 100 згради, 90 до 100 големи згради зборувам. Сега за една година знаете колку згради се градат? Тоа што јас сум го видела, се завршува 3. 5 згради се, вкупно. Од 100 згради на 5, колку е опаднат? Како мислиш ке Нема живее? место веќе. Нема каде. Не се согласувам. Има место, но треба да се гради каде што треба да се гради. Но треба да се гради за да им општината треба да се живее. Како ќе правите инфраструктурни проекти вие ако немате градба? Како ќе живее таа општина? Зашто ние сме главните што го полниме буџетот на општина. Значи да платиш 2 милиона евра, тоа е првиот буџет. Второ, по продажбата на станови ДДВ-то еден голем дел го зима градот Скопје и општините. Значи, тоа е целата поврзаност, зашто ако нема градба, ако нема во еден град кранови да се градат, верувај ми, тоа е знак на сиромаштија. Треба да се гради, но треба да се гради во места каде што нема да се прави штета во околината. Ако нема градби во една држава, да знаете, таа е банкрот држава. Дали граѓаните би прифатиле решение кое што би паднало на товар на општинскиот буџет во смисла на размена на територии и за да трајно биде запрена? Дали би за вас е такво решение прифатливо? Тоа беше еден од предизборните идеи на Златко Марин. Не на дебата со Ивица Кунавски, тоа му го кажа. резервирана идеја поради скокот на растот на цената. Треба да се ангажира вешто лице според мене, кое што ќе пресмата колкав е опортунитетниот трошок на инвеститорот, колку тој всушност е во загуба, некако што Марин рече во неформален разговор му кажал колку пари, каков е тој неформален разговор, во кафана веројатно. Значи треба стручни вешти лица да пресметаат колкава е загубата, за да видиме тоа што веќе има продадени станови во оваа зграда, доколку добро се разбравме. Верувам дека во Лисиче, во Ново Лисиче може да се најдат исто прекрасни парцели со добра инфраструктура, каде што може и поголема парцела да ги се даде продаде. парите, кои што веќе почнале со кредити. Значи, има големи поврзаности. Голема штета. Да, штетата е огромна. А и финансискиот товар на општината, бидејќи сепак ние моментално, значи како Според мене е Затоа вина реков за на... фазата во Да, која е многу касно е. да Многу касно. најдеме- Верувај ми, во оваа фаза немаш можност да маневрираш. Да, должни ли Нема се врз- граѓаните да плаќаат сега за Зашто јас, штети што се например, направени во сум минатата продавал од една станови. политичка партија? Кога сум добил одобрење за градба За да- и продаваме са, имаме и лист за предбелешка и све, например. Ова е едниот договор што сум продал стан. Имам и трансакција што платил станот. Кога? Еве, датумот. 26.9. Септември сега. Да, сега. Дали А од три- општина знаат? Општинарите ова е Нема моја да работа, кажам. нема да Јас не давам очет на никој кога продавам станови. Значи другиот стан пак видија трансакцијата. Значи трансакција Лјупчо Трајков. Другиот. Значи сите станови со Да, вие трансакција. веќе кажавте дека Да. тоа требало некој период. Зошто Да. тогаш општината не ги извести граѓаните дека инвеститорот веќе покренал Не, постапка? општината имаше јавен оглас. Имаше но проблемот е дека мислам да го рече да ја извести- не имаше известување. Имаше јавно известување, имаше, но знаеш што е проблемот? Нашите луѓе Никој не не читаат чита вестници. вестници.
Ама затоа и реков кога се Да. носат дуповите, Ако сакаш да го сакам. известиш дури човекот, еден ќе го да, известиш многу човекот. мал процент тогаш е заинтересиран, а и тој мал процент лесно можат општинските власти да го манипулираат, како што каже Искра. Јасно е дека немале намера да ги известат граѓаните, доколку сакала ќе свикала пресконференција, Или во нивниот вестник кој што го пуштаат. да, со 20 фотографии од Мислам дека градоначалникот. излезе у 2 или 3 јавни гласила. Сега кој ги чита сите јавни Никој, гласила? само вие што тоа го работите. Ни ја не ги читам. И да. Не ги читам, Значи, зашто ја имам може друга би тука работа. е Разбираш? спорни Ние за ако не се законските обврски за објавување во вестници. Овие последни неколку минути, значи, што ако се запре целата постапка, вие рековте ке тужите, да видиме што како, и што ако градоначалникот нели не успеа на што го зборува, почне Ке го повикате ли инвестицијата. на оставка, да? Ние тоа веќе го направивме. Бидејќи тој кажа, тој всушност е градоначалник поради тоа што кажа дека ќе биде подобар од Ивица Кунавски, а се покажа дека е ист, дури во некои нијанси и полош. И сметам дека понеделник ќе биде одлучувачки ден. Ќе видиме што ќе се случи со собранието, дали ќе се само распушти, дали ќе се распишат избори. Доколку има избори, сметам дека ќе проценат дека не има баш паметно да продолжи народот да се бунтува околу оваа парцела и ќе најдат некоја причина за на полуокруг да се одложи градењето. Значи пак ќе зависи се од политичките околности, најверојатно калкулации нивни, но во меѓутоа тие калкулации треба да имаме предвид и колкави милиони евра штета, можат да се штетата е огромна. Штетата е огромна. Значи, за жал, у Македонија, нашите и граѓани, и политичарите не мислат за инвеститорите. За странските мислат, ама за... Само за странските, бидејќи имаат големи интереси од нив да се слика, да се фалат дека не носиме странски инвестиции, нашите инвеститори не знаеме да ги почитуваме. А не знаат дека кај нас има, например, 300 вработени што работат во таа зграда, 1000 луѓе од фамилии храниме. Значи, фактички решаваме многу проблеми на ова наша држава и плаќаме огромни суми на даноци. Ние како фирма нема да се повлечеме. Ние имаме правосилно одобрение. Доколку некој ни прави пречки во градењето, ние имаме правни инструменти во државата, дали општината, дали било кој друг, ќе ги тужиме. Не само ќе ги тужиме за надомесна штета, туку и тие што прават злоупотреба на службена положба. До сега бизнис заедницата никогаш ни еден функционер не го тужил кривично. Но од сега, Вие ние сте како бизнис, во комората на Северо-западна комора, Добро. денеска имавме и како комора реакција и во влада и во општина, А дека каде е Шилиго во приказната, градоначалникот на Скопје, зошто го игнорираме? тие си Каде имаат е пари, тој? градот Скопје си има пари, ама градот Скопје нема врска со издавање на одобренијата. Одобренијата за градба ги издаваат само општините. Тоа е законски уредено така. Што се прави? Значи, ние, ако некој не попречува во работа, имаме правни инструменти. Што е тоа правилно? Една тужба ќе има сигурно за стопирање надомесна штета, ама друга тужба ќе има и тоа организирана од Стопанска комора Северо-западна и од сите бизнисмени што трпат штети од политички структури или од функционери за кривична одговорност, зашто не може да пониште функционер, политички функционер одобрение за градба. Одобрение за градба може да поништи само по управна постапка. Значи, и не може да Што запише, се инспирираше. Не ова... Така. Значи, треба да ги почитуваме законите. Оливија, вие ке тужите, И јас сте вашиот труд не за се- целиот проект. би сакала да се изгради, точно. Меѓутоа, како што ќе решат, така ќе почитуваме. Градоначалникот кажа дека има 7 преставки или барање за поништување до Уставен суд. Меѓутоа, нема одговор. Значи, не можел да ја спречи градбата на некој начин, предпоставувам, бидејќи Уставен суд не може да одлучува по желби на граѓани, него ако има пропуст во процедурата. Ако немало пропуст во процедурата и ако не можел да поништи Уставниот суд, и ако е добиено правосилно одобрение и све е законски, не знам... Не знам што е со тие представки до Уставниот суд. Може би некој од нив говори за некакви пропусти во процедурата. Купното и на тоа се СЦ Заглавени поднесе. се веќе една година, Јас колку што чув знам. следно.
некако мислам дека се занемари тој сегмент од целиот овој случај. Да, тоа беше Кои се- одговорот на Марин дека тие се единствени, дека судот е единствениот кој што може Нема да ги видиме кои се, Меѓу- зашто се. Меѓутоа, да, најголемиот број мислам дека се од активисти Искра, мислам дека и вие Ние имате. баш вчера на последниот состанок разговаравме кое се гледаме меѓу себе, јас не сум, ти не си кое, не знаеме кое, и Можда е- свативме дека можда од се и од дом се, обични- свативме дека се од партијата Дом. Аха. Свативме дека тие имаат поднесена Добро, представка. ќе побараме ние од И само да останатите напоменам, видиме, кога да. сме кај финтите на политичарите, дека и оваа работна група, работно тело кое што го имаат формирано, Партиципативно тело за повторно е урбанизам. финта. Ако сакаш нешто да не се заврши, а се заташка Формирај работата, комисија. направи работно Во тело исто време комисија. реагиравме со Искра како да се Не сме било. од вчера. Па, сега, времето не истече. Тие се минутите. Да, јас би сакала и целиот овој труд на Оливија и целата инвестиција со оствари и ливадата на Искра да остане. Но некако во овој момент, во оваа фаза, навистина се ми е компликувано во тоа. Може би Ќе само биде заради се тоа што уредно. политичките елити ги комплицираат Да, работите, да, ги користат за меѓусебни поени наместо да им ги покажат на граѓаните фактите и да им ги укажат, да ги натераат да си подадат рака наместо да се. Добро е да има и граѓански активизам, да се буди таа свест. Навреме си била сама на почеток, ама ете потоа. Господине, се загриживте сега веќе на крај. Сигурно знаеш зашто 30 години водиш фирма и на крај целиот капитал што ќе го вложиш и ќе се задолжиш во банки со толку кредити и на крај ќе дојдеш во една пат ситуација што И доаѓа негде да речете да напуштам државава да работам. Да, верувајте ми зашто многу инвеститори во Македонија се жалат од третманот што ги имаме. Место да сме привилегирани како инвеститори, да имаме бенефиции, ние фактички се тероризираме. Разбираш, со такви посебно насилни протести, прашајте ги моите работници што биле внатре во градилиштето, со каков стрес е тоа, разбираш? Треба да не сватите од другата страна. И јас ги разбирам и граѓанските иницијативи, на секој треба да го бара тоа по законски пат, не на насилен пат. Толку времето истече, ќе го следиме случајот како и да има, ние сме отворени како телевизија да разговараме, да Ќе наоѓаме. информираме јавноста, а не Да. преку вестници во некои ќушења со соопштенија. Да сме отворени за Кристијан дебати. ќе продолжи да ги следи сите А за сегменти. се тоа што гледачите пропуштија ќе можат да погледнат дел од она во вестите што следуваат Така. секако материјалот од денешната седница и деталите околу ова. Благодарам уште еднаш. Ние се гледаме следниот петок, во понеделник, ваш домаќин е колегата Сашо Ордановски.